Градоначалниците на општина Кочани, Радко Димитровски и на општина Чешиново Облешево, Костадин Личков, денеска ставија подпис на договорот за меѓуопштинска соработка, а директорот на јавното предпријатие КЈП Водовод, Љупчо Папазов и јавното предпријатие Облешево, Стојанче Атанасов, го парафираат договорот со којот Кочанскиот бунар и водоснабдителен систем ќе се испорачуваат до 10 литри во секунда квалитетна вода за пиење. Договорите се основи за аплицирање пред меѓународните финансиски институции и организации кои го поддржуваат развојот на руралните средини во нашата држава. За значењето на договорите градоначалникот Личков со следната изјава. Веќе имаме еден официјален документ со кој што планираме денови веќе да поднесеме за конкурсот за добивање на средството од Светска банка. И со ова мислиме дека ќе решиме еден голем проблем на граѓаните до општината Чешиново Облешево и се надам во најскоро време да биде реализиран овој проект и граѓаните во општина Чешиново Облешево веќе да имаат чиста и квалитетна вода за пиење. Тој нагласи дека се очекува реализацијата на договорот да започне наредната година. Се надеваме дека во 2015 година ќе започнеме со реализација на проектот за водоснабдување во населените места Облешево, Чифлик, Чешиново и Уларци. Според него водоводната мрежа во населените места е во солидна функционална кондиција. Моментално состојбата во сите населени места се на сопствени бушотини, на сопствени извори. Значи во населено место Чешиново имаме комплетно изградена водоводна мрежа, во селото Облешево и во селото Чифлик се изградени, ама се на испитување овие мрежи, а во селото Уларци немаме воопшто изградена мрежа, затоа се надеваме во овој период ќе извршиме испитување и понатомошно реализирање на водоводната мрежа во населени места. Градоначалникот на општина Кочани Радко Димитровски истакна дека Чешиново Облешево е втора општина со која се воспоставува конкретна соработка и дека таквата стратегија ќе продолжи и во иднина. Кога е градена фабриката за вода, има предвидено слободни капацитети, количини на вода која што може да обслужува и други делови од по тесната околина на општината Кочани и ние тоа сега го постигнавме еден таков договор да 10 литри во секунда, до 10 литри во секунда се издвојат за тие 4 населени места во општината Чешиново Облешево. Се надеваме дека и ние заедно, значи општината Кочани се вклучува во ова болно прашање за нашите соседи и дека ќе им помогнеме да заеднички го решат ова прашање за водоснабдувањето. Со овој документ, со овој договор, ние им отвараме врата да можат да ги користат фондовите, било да се тоа од Светска банка, било да се од други донаторски организации, едноставно значи да го решат целиот проблем со водоснабдувањето. Значењето на овој договор и за воспоставената соработка е дотлуку поголемо што ако се имаат во предвид перспективите за трајно решавање на водоснабдувањето преку реализацијата на проектот Речани, кој во догледно време целосно треба да го замени бунарскиот систем.